Мои приятели, любители на боренето на Балканец, да го искористам мурното време върнежливо. Още една моя случка да обява, да кажам и да обява. После завършување на моята скромна спортска кариера, сакав да оставам траги, не со тоа дека сум голем светски, европски, олимписки спортист, него имајќи ја ситуацијата и приликата од која потекнувам, сиромашна селска фамилија, 6 деца, немааме леп да јадеме. Сеќавам се, татко ми одеше, имаше кај циганското школо сега што го викат Гоце Делчев, имаше еден циганин ром, продаваше брашно, иде на грбо, земе една вреќа брашно, донесе мајка ми, не ја работила никогаш, да испече леп и да јадеме. И многу пати, на сето сиромашија не остана татко ми никаде дужен, секаде дека имаше прво земе платата, после тоа пензијата, прво иде раздуже се за пензионери, за дрва, за тамо што има се и донесе. Јас дојдам од градо или од дека сум издавал некаде, да врнам се, мајка ми плака дома. Вика, мамо, шо плакаш бе, шо е работа? Како бе, синко, вика, да не плакам, со шо ќе ви изранам, со шо ќе ви правам јадење, леп ќе нема да јадеме, земаѓи парите, прво иде раздужи се, еве даде ми ги вие 2 црвените, со вие 2 црвени ли ќе искараме до другата пензија или до другата плата. И пуно други сиромашни работи. Сиромаштија голема, 6 деца и внуци, а она сама работе, немаме, сеќавам се, дојдам од треник, она направила ориз и на место месце да има у него кубаска или било шо да е, ставена 2 везени пиперки, да си замислуваме дека е месо тоа, ама тоа исчуваане, здраве прави никако. Сега, јас кога ја заврши кариерата, кога седне да размислувам од кое дередже дојдеме, од што потекнуваме, од каква фамилија, немаме пријатели у градо, немаме кој да те подбутне у спорто, у животу уопште, едноставно оставени у џунглата на хиените, кој што може, кој што ја не смеја у градот да излезам, те пааме децата, тука белобрци, јагове селачите у градот, се сеќавам. Кога дојдов у школа да оде у Пинци од селото, плетени чорапи бели, ванени, и класна ми беше у основното Ванчо Прке, Љубица Донска, собираше ги децата, деца дајте по 10 динара, пример кажувам, тоа колку е било, не знам, да му купаме на Санде Каиш, нема да си врзам палталонките на половинта, со врвци ги врзуваме. Сиромашија буквален, најниското нешто што може да биде сиромашно. И кога заврши спортската кариера, јас размислувам. Враќам се од уште детството, што бееме и дојдеме од таа бедна, сиромашна, најсиромашна фамилија, да бидам 6 пати првак на Југославија у тоа време. Да бидам 3 пати втор спортист на Штип, да бидам еднашка трет спортист и еднашка најдобар спортист на Штип. После тоа се пласирав и станав меѓу најдобрите спортисти на Македонија. Тоа е за мене било олимписки шампион.
на таа сиромашија, на таа бедотија, на тај живот, 60 години немаме, ништо немаме, кревет дека да спиеме. Куќата градееме тука не у градо, него од село кога дојдеме во беше Росадник сега, што се главната населба, најубавата Леваци, Росадник. Дрвце имаше, кајсии, миндали, се Росадник, знае се за се овде, а ние тамо бееме. Со чизми излевааме до градо, дајдеме некоја куќа да ги оставиме и да идеме на корзот и на тие работи. Значи, стана меѓу најдобрите спортисти на Македонија. Дојдој до идеја да оставам еден белег за мене, за мојата фамилија, за целокупната фамилија, не само за мене, за мојата фамилија, за моите деца и внуци, него за фамилијата на Ило и на Пандурка Коцеви, да направам една книжка, да извадам тоа. Ама книга не јас што ќе кажам, а тие многу книги сум читал, јас гледам дека вика пишува он, или има тука еден штипски новинар, сретнете на мостот, застани да те сликам. Слика го и иде утрето, напишал легенда, шампион, ваков, онаков, тоа лажење, сушење. Ја у една прилика му реко на него, викам, шо такви глупости пишуваш? Абе, вика, ја ги сврли пердовите од хотелот Стибо, од кровот, одите вие соберите, ги докажувате што дали е така или не е. Значи, тоа се недобри работи. Ама идејата ми беше, не јас што ќе го кажам како сега што зборам ја, што е било, како е било, зашо е било, него сакам пред 50 години новинари, имаше тога пуно новинари у Штип, покојни се сега. Пишува луѓе со интегритет, суверенитет, не политиканти, терас и право, и за тоа си ги завршија кариерите како новинари. Иде си у пензија, излезе си раците на газо шетани из градо, не додека е жив мучки и интриги да прави низ клубовите, низ градо, низ спорто, низ се. И сакаа да книгата биде составена од пишаните медиуми. Па имаа среќа тогаш, јавим, ојде у библиотеката, пречекаме една прекрасна жена, директорка Охридеја, мислам се викаше, Охридија, еден извареден човек. Седна у канцеларијата кај неа, викам, директорке, сакам да ме сослушаш, да ми помогнеш, јас имам една идеја и сакам да направам нешто. Ајде, вика, кажи што сакаш да направиш. Викам, така и така и така, јас сум спортист, бивш, не сум некој голем спортиста, али имам дадено за афирмација за штипски и македонскиот спорт. Сакам да ми дозволете од депото, од архивата, да ми даете овластување да истражувам. Со тоа да ви напоменам дека јас сум 23 години работел у правна служба во депото за работници, стажови, за тоа правна служба за стажови, за се што треба за еден работник да се најде. Јас сум у депото и ја знам важноста што значи на архивата. Нема да фале ништо. Она ми кажа, вика, има многу, вика, кината, ама шом ти си бил у таа, ти ги знаеш важноста што е на архивата и мислам нема да има проблем. Дозволи ми жената, викна ги тие тамо задужените што се, мислам еден од тие беше на Столе Ристов, сино, заври како се викаше, за не ми текнува сега у моменту како се викаше, он беше задужен за депото и оно дето ме прифана, вика, Чко Санде, ево ти клучу, тражи кога можеш поручок со бајле на вечер и клучу ќе го даеш доле кај дека се издават книгите. Почна ја да тражам од времето кога прв пат настапи на борњето, тоа е од 65-та година, кога почна да одам у Балканец. И се што најде носе со мене починатје и он како го вика новинаро, мари мајко, не ми текнува, воде во него со мене, јавам му се, раклија беше на чашката,
земам му там што требе и дојде со мене со апарато, најдам се сликам, работам, ма горе многу ладно, нема грејење, нешто најгоре у библиотеката, смрзнам се. Дојдам дома премрзнат. Утре па или сабајле, може би со месеци одитражи тамо, дојдо до времето додека више не беа ја активен у борењето за мене и најдо се што најдам, сликам го, после тоа идам, зголемам го. Ама не ми се погоди тај што ми ја уредуваше книгата како што треба да биде технички, да биде убаво до терана, да ми он упуте, да ми покаже како стручњак, како тоа него еден беше. Рече му, оваа сликичка да додадем, види што е убава и што убав надпис има. Ама таа треба повеќе пари да даеш. Значи беше му се за пари, не да имам јас нешто. Тоа што сакам да направам нешто, него само да доеше до пари. До мене, значи, еден човек од таа гарнитура, директорската, мајка му беше директорска, татко му директор, и само парите ги гледа, не сака. Значи не сум задоволен за обработката на книгата уопште. Тржи, најдошо се треба да најдам и собра у една папка се стоат. Внуко ми беше мал, Александар. Он е роден тука, малко има живејано. Дали има една година-две, малецко и иде си тамо у Англија, учи тамо. Сам научил кирилица, латиница, сам научил да пишува, сам се. Пишува перфектно, оригинал. Викам на татко му, дека бе во дете, сам вика се преку од интернетот, научи се македонски, кирилично писмо, латинично, пишува ги поубаво од мене. И му викам на него, слушај Александар, оваа папката има за мене документи, кои ќе настанеш голем, ако имаш пари, ако имаш прилика, сакам да објавиш оваа книга, да ја испечаташ, да ја направиш за мене, да стое за фамилијата, да стое се тоа. И мина години, у една прилика, правиме муабет со еден мој пријател, комшија тука од Малто, Трајче Алексов, живее у Австралија. Шо правиш, бате, Санде? Викам, добро сум те, ово, оно, одам, тражам, истражувам. Викам, сакам да направам една книжка да оставам за мене, скромна за тоа што сум дадел у борењето. А вика, јас се сеќавам на тебе, ти беше идол на нас, кога минеш и ти еден голем, еден развиен, еден вика, испрвен, трај трепет. Трчија има од зградата на вода да те видиме, кога одеше надоле на кај Кожалица. Вика, колку пари ќе те кошта тоа? Па викам, Трајче, нема да ме кошта многу, ама јас немам пари. Немам пари, не можам да ја направам. Најдо, викам, да одведам човек да слика тоа што ќе го најдам. Колку би многу, колку ти значи тоа многу? Па, дека да знам, викам, 1000, 2000, 3000 марки, не знам колку евра, тамо ќе дојде. Вика, слушај, колку сака нека кошта, јас ки ти ги давам парите. Јас ки ти ги давам парите да објавиш книгата, неко стане тоа. Јас сум давал, вика, на 20 книги сум јас спонзорирал. За тебе ли нема, ќе направим и за тебе работа, што се кераш ти. И договориме се, и ја почна да носам, да тражам кој да обработе, кој да печате, како да изгледа, што да изгледа. И најдо едно момче тамо кај водениците у кафаната долу у подруму работеше, ојдо, прифанаме дето прекрасно. Чичко Санде, што е работа, така и така. Се му објаснија ово што го кажувам. Сакам, викам, да оставам водејки со тоа што од каква сиромашија, какво без парица, бедотија потекнувам, а успеја у спортот да оставам белек. Да има едно такво, нека стане за сеќавање. И оно сме прифана тука, работиме, правиме, одам кај него кога може, како воа да биде, како оноа да биде. Книгата испечатиме ја книгата и дојде да направам промоција на книгата. Промоцијата требаше да биде да најдам јас да бидам организатор
како што кажа, оваа директорката што е на библиотеката, вика, Чичко Санде, како ви ти? Ние знаеш колку тука промоции сме организирали, како ви е? Па ние ќе си поканеме гости, ние ќе си поканеме. Ти ако сакаш можеш само да донесеш по едно сокче и нешто, ситнички работи тие. И Јако ми кажа Олег на милеле, викам, како ја ќе се снајде тука. Едноставно јас сум, не сум градско дете, не сум ја, кој ќе кажа, кој е тоа, едно селаче, разбираш. Така ме глеdaa мене и сега се уште ме гледаат, ако сум 70 кусур години. Ја не сум човек бил вај, бил онај, да му правам евала, да го почитувам, да му ставам рака на срцето да го поздравувам. Јас си терам свој живот, свој правец. И организираме тамо и сеќавам се, јас ојдов у Балканец, остави 4 покани за промоцијата на мојата книга. Председател на Балканец беше Трајчо Димков. Он тога у политиката улеваше 2015 година и драматор. И целата таа управа, 5 покани, 5 души беа, на промоцијата не дојдеа никој од Балканец. Никој. Од таа управа тогашна. Трајчо Димков председател, Киро Манев директор, Стојан Колев генерален секретар. Тие са вечно, таа двојка е вечно. Секаде и сега е у сегашното Сдружение на борачи ветерани, они са драматори, ама тоа е да бегаш далеко. И направиме промоцијата, изненаден бе за промоцијата, што дојдоа, пуна беше салата. Пуна салата беше, дојдоа луѓе што не сум ги ни канил ништо, 5-6 пати кажаа по медиумите, по телевизиите, дека тај ден, толку саата ќе се изврши промоција на книгата на Санде Коцев. Дојдоа луѓе што ни на сон не ми е паднал дека дојдат. Пуна беше салата. Тука направи еден убав гест и професор Нове Здраве, мој голем пријател, живееме вака. Не сме другари, ама се почитуваме како луѓе, како човеци. И он час по физкултура на учениците ги построил, викал, сега ќе ве водам, близко е медицинското школо до библиотеката, ќе ве водам сега на промоција на книга на еден спортист, еден борач, кој има дадено ногу за Штип и македонскиот спорт и донесе го класо целио, значи салата беше пуна. Имаше новинари, беа медиумите сите со изјави с тоа. Промотор на книгата беше Драги Герасимов Пушката. Да кажам дека спонзор Трајче Алексов покри го трошокот за издавање на книгата. У книгата тоа, ја сакаа да му поставам слика на него, викам, ти позади ќе стое. Виновник за издавање на оваа автобиографска книга е Трајче Алексов. Он вика, не, такви работи ја не сакам, ја не давам за тоа, за да се ја рекламирам, него ја го правам тоа за тоа што сакам да остава Македонија, градот Штип, белези за спортот, спортистите, ако има други, вика, нека дојдат, јас ќе дадам и на тие да се издаде книга, да остане за градот. Книгата е издадена 2015 година. После ми дојде на идеја, викам, да се објаве и електронска верзија. До едно момче работи сега у Емнет телевизија, Андонов, како се викаше Андонов, таму е по тоа техниката уредување, обработија у електронска верзија, поставена е на мојот YouTube канал електронска верзија и една од моите желби и белезите кои сака да ги оставам у мојот живот ми се оствари. Поздрав, драги мои пријатели и другари.